Здраво, али на кинески. Не знам како е, вие ќе ми кажете у коментарче. Денес правиме рецепт што потекнува од северозападна Кина. Замисли што добро ја познавам Кина, више почнав по региони да е дело. За почеток, јас земав 2 свински филеа. Филеа беше правилно лажена. И тоа ќе ми поправите коментарче, затоа што имам многу гладна екипа. Едно филе за двајца е сосема доволно. Го раскомадувам. Значи свинско филе ви е исто што и телешко филе и се сече на истиот начин. И тоа е најдобриот начин, заради тоа што структурата на ова месо се движи по должина. Ако го пресечете вака, нема добро да се избржи, ќе биде тегаво, ќе ве замара при јадење, а вака ќе си биде кревко. Во октавчето на рингла. За почеток ставам сончогледово масло 40 мл. Братот лупче. Убави 3 чешњиња. Ситно го сецкам. Мевцето оди у тавче. Иако не е добро загреано, а и не е ни слабо загреано. Бело винце, препорачувам темјаника, околу 3 лажици. Лукчето оди внатре, хоп, мајчина душичка свежа. Едно гранче, малце, пикантно. Ово му доаѓа као продинствување на мевцето. Шитаке печурчиња, многу добри, многу квалитетни, интересен вкус, перфектен. Значи, ја имам едно пакување, од него пола, пошто шитаке печурката има многу интензивен и многу јав вкус. Нема да ја сечам на ситно, ќе исецкам на половинки, за можам да ја најдам у тавчето, пошто ќе се собери и ќе ја снема. Шитаке е можеби најквалитетната печурка заедно со вргањ, што моментално се наоѓа по нашите продавници. И не расте у природа у Македонија. Да си знаете, кој да ви каже ве лажи. Шитаке спремно иде у тањер, при крајот на јадењето секогаш се додава, jer не треба да изгори. Јас земав ајсберг, можете слободно да користите обична зелка, нема да ви се најде там. Кој како сака, тука не ви се мешам. Мене ми свија пошто е крцкава. Не ја сецкате ситно, ќе исечам на неколку пати. А можете и да искршите. Знаете зашто вика ајсберг салата? Слушай. Викаат пука како ледени брегови на Антарктик. Пиперка, една голема зелена. Ја сечам на 4 делови по должина и вадам плочки со димензија 2 сантима на сантим. Еј за отприлика овака. Еј ти бата да видиш. Пиперчето иде у месото, значи у периодот кога ќе пушти водичка мевцево, ја додаваш пиперката за да омекне, да се обари. Пола ладичка сол, промешувате и продолжува процес на готвење. Во една шолја ставате 2 лажици густин, дополнувате вода околу 50 мл и мешате, фактички растварате густин. Љуто феферонче или било кој облик на љуто пиперче, не морате, опција. Јас сакам љуто, обожавам, а и мојава екипа обожава да јаде, па така ние ги си ставиме. Мешаш. Ѓумбирче, али само малце, како зачин. И што поситно можете. Можете да го изрендате ако не ќе се седате со сецкање. Ѓумбирче ситно, внатре, водата останала на 20% од тоа што беше. Сега е моментот кога ги додавате печурките. Мешаш, они ќе го пуштат неверојатниот вкус на северозападна Кина, од областа Гансу. Додавам уште 100 мл вода. Зелчево го додаваме при крај, не се плашите оно што изгледа многу, ќе спласне, што е пуно со вода. Пола лимон се цеди вака мафијашки на рука. Исто како го филмовите на Копола. Мали пченкички, карактеристичен кинески додаток у исхрана, 4 комада, ги сецкам неправилно, како ќе ми дојде. Ги додавам во јадењето. И сега шо правите? Имате уште сантим вода на дното од тавата. Не ја чекате да испари. Ако испари, ќе почне да загорува, се лепи и да не биде добро. Густинот што го растворивме.
го промешувате само да не си фатил не дека патот и го додавате. И мешате, тоа све ќе се згусне, ќе си добие една фина глазура, текстура перфектна, вкусот е више лудница. Тоа е тоа, дечки. У Кина нема многу време за готвење. Се се прави брзо у едно тенџере, кинезите многу мрзат да мијат садови. И затоа се прават у една тава и за да се биде во духот на Кина, јас си набавив кинеска зелка, сега ќе си ги одвеам ливчињата, ќе си ги измијам. Со нејзе се понашате исто како со секоја друга зелка. Само и се обраќаш на кинески за да те слуша. Што поситно, тоа подобро. Сервирано. Влагајте у кујна, сега е моментот кога ќе се покажете пред вашите најблиски, пред луѓето што ги почитувате и што ги сакате. Направете го рецептов. Јас се кладам дека што е до рецептот, нема да ве зезне, другото останува на вас. Се гледаме. Чао!